Според документираните сознанија од истрагата, пријавените С.Ј. во својство на градоначалник на општина Карпош, Т.Ѓ. во својство на раководител на одделението за недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности во сектор за правни работи на општината, В.С. во својство на виш соработник во одделението за спроведување на урбанистички планови во секторот за урбанизам при општина Карпош, М.Т. во својство на вработена во одделението за просторно и урбанистичко планирање во секторот за урбанизам во општина Карпош и Р.Д. во својство на вработена како извршител на работи од областа на архитектонските планирања во општина Карпош, постапувајќи по барање за утврдување на правен статус на објекти лоцирани на улица Илинденска, на катастарски парцели во општина Карпош, во периодот од 2011 до 2017 година ја злоупотребиле својата службена положба и овластување и ги пречекориле границите на своите службени овластувања. Имено тие преземале действија кои не смееле да ги превземат, иако знаеле и согласно својата службена положба и овластување биле должни да знаат дека објектите за кои што се поднесени барањата за утврдување на правен статус од страна на правните субјекти Громпромет, ЕМАК, Дотмебел, како и барањето поднесено од физичкото лице ТК, сушност не се бесправно изградени објекти, туку биле времени објекти, односно монтажно-демонтажни бараки, поставени на градежно неизградено земјиште во сопственост на државата и дека согласно законските одредби не смеело да бидат предмет на постапка за утврдување на правен статус за бесправно изградени објекти согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти.